уште едно неделно предпладне е пред нас. Ви посакувам добре дојдовте во новото издание на Квадрат. Пред нас се цели 30 на минути кои ветувам дека корисно и интересно ќе ги исполниме за сите оние кои ги очекува уредување на вашиот дом, но и доколку не ве очекува ваква процедура, сепак добро е да се забавувате и да научите нешто ново, да добиете некои убави идеи, а овој пат ветувам дека ќе бидеме навистина интересни и во склоп со празничниот дух. Што ќе гледате во новото издание на Квадрат, дознавате во продолжение. Во новиот Квадрат ја отвараме празничната сезона. Празнично декорирање на домот и неколку направи сам проекти. Што е плочест, мебели, како правилно да го одберете и како да ја одберете вашата трпезариска маса. Останете тука. По рекламите почнува новиот Квадрат. Совршена удобност. Софа студио. Мојот свет. Ви помагаме во создавањето на вашиот дом. Проектирање, изведба и квалитетни материјали за градба. Техничка поддршка, тим од архитекти и брза испорака. Ритам Трейд. Комплетна стручна помош во секој чекор. Кафетин Колд – ефикасна комбинација за ублажување на симптомите на настинка и грип. Ги намалува болките, ја намалува телесната температура и секрацијата од носот и ја ублажува кашлицата. Лекот содржи витамин С. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и за несеканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Доколку сте од оние кои нетрпеливо ја чекаат оваа празнична сезона на новогодишните и божикните празници, особено оние празнични декорации и уредување на вашиот дом, меѓу кои спаѓам и јас, сигурно веќе сте завршиле половина барем од делот на декорација и уредување на вашиот личен простор. Меѓутоа, доколку се уште не сте почнали или доколку ви требаат се уште идеи, ние ги имаме за вас во ова издание, така ќе го започнеме овој Квадрат со тема новогодишно и божикно декорирање на вашиот дом, а веднаш потоа ќе ви дадеме и неколку идеи и насоки за направи сам проекти на оваа тема. Уживајте, навистина има што да се види. И официјално започна сезоната на светкави домови. Декорирани улици, локали, елки, лампиони, декоративни свеќници, сијалички. Време е и во својот дом да внесете малку новогодишен и божикен дух, а ние ќе ви помогнеме во тоа. Ако немате време за осмислување на креативни декорации, тогаш одвојте барем малку време да ги погледнете овие наши инспирации. Можеби некој од нив ќе внесете и во вашиот дом заедно со неодоливата атмосфера, која ја носат празниците кои следуваат. Она што сега ќе ви го покажеме е нешто што е лесно достапно и ефтино, и кое со малку труд и фантазија ќе внесе магија во вашиот дом. Започнете од влезот. Тоа е делот од домот кој секој ден ве пречекува вам и вашите гости. Па доследно нека не го вестува дека влегувате во вашиот магичен празничен дом. Закачете венец од богатата понуда во продавниците кои нудат празнични декорации или доколку имате малку време и идеја, направете си и сами од гранки, малку зеленило, листови и по некој стар украс од елката. Весели честитки закачени над зидот или на полиците, па дури и над каминот. Се одлична декорација, а воедно и секогаш ќе ве потсетуваат на убавите желби, кои со нив ви ги посакале вашите драги лица. Она без што не може никако да поминат празниците, се светкавите сијалички. Колку и да ги има, никогаш не се премногу. Едноставно во нив има некоја посебна магија. Декорирајте ја со нив секако елката, прозорците, мебелот, дрвцата внатре и надвор од домот. Ова е атмосферата која ќе ве топли во студените зимски ноќи. Разбудете ги и другите сетила.
Ништо не е комплетно без мирисите кои потсетуваат на последните денови од годината и првите од зимата. Цимет, ванила, портокал. Ова е комбинацијата ароми кои треба да завладеат со вашиот дом сега. Етерични масла или миризливи стапчиња, додадете ги во соодветна декорација. Мирисот и вкусот на свежо печени колачиња ќе заокружат целата оваа празнична неодолива приказна. При декорирањето на домот преферирајте употреба на елементи од природата. Така е поевтино и така е поубаво. Одете во шума и добро отворете ги очите. Соберете борови гранки, лисја, имела, зрнасти плодови, шишерки. Се што ве потсетува на Божик ќе заврши одлична работа во декорацијата на домот. Секако ништо не поминува без панделки, особено во црвена, златна, зелена боја. Одличен декор за прозорците, каминот, мебелот, елката. Ако имате скали, сега е вистински момент да ги истакнете. Тие кријат посебна можност за декорација. Зеленило, сијалички, декорации, честитки и ќе шират празничен дух низ целиот дом. Ако сте доволно креативна личност, можеби ќе ви се допадне нешто од овие необични идеи. Елка од суви дрвени гранки или од обично јаже. Сатински траки, уникатни перничиња, шишарки, јаткасти плодови. Се што ќе најдете во зима во природата со сигурност може да биде одлична новогодишна декорација. Направете свој календар на кој ќе ги одбројувате деновите до крајот на годината и воедно ќе го краси вашиот дом до тогаш. И интересни стаклени свекници од чаши кои ќе збогатат празничната магична атмосфера во зимските ноќи. Ако ова не беше доволно, селектиравме уште нешто. Во продолжение уживајте во нашите идеи и одберете нешто за себе. Предновогодишната декорација на домот е одлична можност за собирање, дружење и забава на целото семејство. Тоа се моменти во кои уживаат сите генерации и активности интересни за секоја возраст. Па нема да биде на одмет да поминете креативно и весело време сите заедно, а воедно да создадете уникатна новогодишна декорација, која нема да ве чини мало богатство. Знаеме, на интернет може да се најдат илјадници видеа кои објаснуваат чекор по чекор како да направите оригинална декорација. Но ние ги изгледавме сите наместо вас, ги одвоивме најинтересните и така направивме селекција која ви ја пренесуваме во продолжение. Па ако немате неколку слободни часа да прелистувате туторијали, во неколку минути добиите идеја и упатство за реализација. А останато време искористете го за да се покажете на дело. Еве накратко што отправме од она што го погледнавме. Сигурно ви се допаѓаат стаклените топки и декорации каде снежните идили се сместени во еден мал стаклен сад или тегла. Всушност, нивната изработка е многу едноставна, не одзема многу време, а се што ви е потребно, речиси сигурно имате и дома. Еве чекор по чекор како изгледа изработката. Како што можевте да видите, од парче гирленда со сечење на врвот создавате мала елка. Може да послужи и мало борово гранче. На памук ставете малку бела боја и со тапкање нанесувајте на една шишарка на врвовите, за да изгледа како натрупана со снег. Потоа со стаклен сад ставете виштачки снег или доколку сакате поедноставно, одлична работа ќе заврши и шеќер. Изгледа како снег, а кристалчињата светкаат дискретно. Уште повеќе ќе изгледа реално ако додадете и малку бели или сребрени светки. Сега само додавате снешко, шишарки, елка и тоа е тоа. Сега повторно на памукче ставете малку бела боја и со тапкање нанесете на една тегла. Исцртете круг на парче стиропор, потоа исечете го и залепете го на внатрешната страна на капачето од теглата. На него залепете мала елка,
а теглата наполнете со вода и ситни светки во бела и сребрена боја. Затворете, протресете и имате рачно изработена магична топка, во малку поинаков облик, но сепак исполнува желби. Главен синоним за Нова година и Божик е божикното дрво или како што уште го нарекуваме елка. Затоа ќе научиме како да направиме неколку уникатни модели кои ќе бидат несекојдневен декор за вашиот дом. На конус од стиропор забудете шпенагли на одредено растојание од сите страни. Потоа исечете поголемо парче бела волница и потопете ја во течно лепило. Потоа постепено обмотувајте ја околу шпенаглите, правејќи различни неправилни облици. Оставете ја доволно време да се исуши, а потоа извадете ги прво шпенаглите, а потоа и стиропорниот конус внимателно. Сега може да декорирате со бисери во различни бои и големини или други декорации. Може да ја боите или украсувате како што ви налага фантазијата. Шишарките се неминовен дел од новогодишната декорација, па да ги искористиме и ние. Испрскајте една шишарка со спреј во боја, а потоа додека е си уште влажна, врз неа посипете светки. Оваа постапка повторете ја во бои и комбинации што ќе ви текнат и ќе ви се најдат на многу начини кога ќе почнете со декорација. Сигурно имате бели плетени ракотворби кои не се модерни и не сакате да ги користите за намената за која вашите мајки и баби ги создале. Но еве ви шанса и идеја за друга намена, која сигурно ќе ви се допадне. Натопете го во лепило, поставете го врз заоблен сад и оставете да се исуши. И тоа е се. Може да си играте со форми и големини и да добиете уникатни места за чување на лампиони, бомбончиња, декорации, чоколадца и се што ќе ви падне на памет. Како и да е, изгледа супер декорација. Мини Дедо Мраз во облик на елка. Звучи интересно и исто така изгледа, а се прави брзо и лесно. Еве како. Од картон или стиропор направете конус и обојте го во црвена боја, а потоа посипете со светки. Долниот ред обојте го во бела боја и исто така посипете го со светки. До тука треба да изгледа како капата на Дедо Мраз. Но откако на средината ќе додадете колен, добивате уникатна декорација. Вака може да направите и различни елки и форми. Зборувавме за венче кое ќе ја краси вашата влезна врата. А сега ќе ви покажеме и како да го направите. И тоа од пластични шишиња. Соберете доволно пластични шишиња и сечете им го дното, а потоа обојте ги во црвена боја, со помош на сунгер со тапкање. Откако ќе се исушат, засечете ги и свиткајте ги краевите, а потоа направете мало дупче во средината. Едно по едно нанижете ги на дебел конец и заврзете на крајот формирајќи круг. Залепете мали лампиони, декорации и венчето е подготвено да ги дочека празниците на влезот од вашиот дом. За различни форми и надписи може да го искористите и силиконското лепило. Година, букви, снеговки, форми. На чисто стакло испишете или исцртајте ја саканата форма, а потоа откако ќе се исуши, внимателно одлепете го од садот. Испрскајте со боја во спреј и декорирајте. Одлични декорации се прават и од хартија. Замотајте обична хартија или стари весници тенки цевчиња и со силиконско лепило залепете ги вертикално една до друга на една стаклена чаша, сечејќи ги краевите. Потоа само испрскајте со спреј во боја, декорирајте со конопна врвца и со дрвени декорации и имате одлична украсна ваза. Свеќници никогаш доста, па ајде да направиме еден од обична стаклена тегла. На хартија нацртајте град, елки, улични светилки, куќи, згради, а потоа обојте ги во црна боја и исечете ги во една целина. Внимателно залепете ги на надворешната страна од теглата, а останатиот празен дел украсете го со тапкање со бела боја, за да креирате снег. Ставете во теглата свеќа и светлината ќе се пробива низ празнините, низ прозорците, низ уличните светилки, како вистински град ноќе.
романтично и уникатно. Не само за време на празниците. Лесна работа и уживајте во празничниот декор. Направи сам проектите се одлична причина да се соберете со вашето семејство и да уживате во празничниот дух. Се надевам дека ви дадовме некоја добра идеја која ќе почнете да ја реализирате уште веднаш. А ние продолжуваме натака со нашите теми. Следна тема за денешниот квадрат е плочест мебел. На оваа тема зборуваме со архитект Горан Ваљаков. Уживајте. Ненадминливата естетика на природното дрво е нешто што речиси не постои некој што не го посакува за својот дом. Таа заедно со подобрената функционалност ја добиваме во така наречениот плочест мебел, кој е термин со кој често се среќаваме во последно време во светот на модерното уредување на интериерите. Затоа одлучивме овој пат заедно со нашите стручни соработници детално да ја обработиме оваа тема и да ви ги пренесеме сите информации за кои вие покажавте интерес. Во продолжение, првенствено откриваме што е плочест мебел, низ разговор со архитект Горан Ваљаков од Технокооп. Под плочестиот мебел, поготово тоа е некој термин кој што се појавува во последно време и кој што е актуелен и секако одговара на моменталниот технолошки напредок и технологија и производство на самиот мебел. Конкретно, плочестиот мебел, значи како име, како назив, е произлезен од самото производство, тоест ново инженерско генерирано дрво, кое што е направено и во последно време го имало се поголем избор, под кое се подразбираат пошироко познатите, например, оплеменета иверица, медиапан, HDF плочи, кои што имаат различна густина, пресовање, значи самите тие панели и плочи се добиваат со само пресовање на фибер, на дрвени влакна и на кои што се аплицира подоцна соодветна фолија, која што носи соодветен дизајн. Тоа секако одговара на денешното потрошувачко општество, да кажеме, или пак може да се каже аналогно е на самата историја на човечкиот род, поготово на забрзаната индустриализација и масовното производство, кое што поготово има тенденција во сите пори на нашиот живот во 20 и 21 век. Од самите плочи, значи, напоменав некои од тие материјали кои што најчесто се користат во плочестиот мебел. Меѓутоа, кај сите нив има една заедничка поента, сите тие имаат тенденција да ја копираат естетиката на природното дрво, примерно од тоа, значи, самото дрво како некој примарен градежен материјал, да кажеме, или материјал кој што секако се исползува во денешните интериери, меѓутоа надополнети со одредени карактеристики кои што фактички го прават тоа природно дрво и таа негова примарна естетика ја надополнуваат со соодветни поиздржливи технички или термички карактеристики. И со тоа ги прави подобри во денешно време за примена на разни позиции. Покрај тоа што се применуваат во интериерот, веќе се применуваат и плочи кои што подлежат на оваа индустрија и во екстериерот. Значи се надополнуваат едни на други. Иновацијата е всушност во самиот процес на изработката, која опфаќа примена на иновативна технологија. Инаку самата технологија на изработка кај плочестиот мебел и сугерира и новитети и примена на современи машини и технологии. Со тоа што крајната цел е тој некој псевдоприроден материјал да добие појаки механички и термички својства. Инаку во денешно време може да се каже дека некоја тенденција е и како што може да го крстиме некои модерни токови во современиот начин на живење и во актуелноста во изработка на плочестиот мебел, се сугерира на некоја чистина, некоја постојаност, некој детал. Значи во денешно време е тенденција да се потенцира чистината на самите тие материјали, да се истакне транспарентност на некоја плоча одредена, да не се загрози и подели волуменот. Напротив, на сметка на денешните свесни сме на се помали простори на живење, тие да бидат унифицирани, интегрирани, евентуално поделени со нешто транспарентно,
можеби некој транслуцентен материјал, сето она што го нуди новата технологија. Сооднос на тоа, значи самиот развој и на уметноста и во историјата ја кажуваат таа тенденција од да кажеме од некои слободни, да кажеме божествени, некои слободни линии на арт-новото, подоцна кои што преоѓаат во познатата школа на Баухаус, Арт Деко, преку модерната архитектура и дизајн, современиот дизајн, сите тие отсликуваат, значи кога ќе се анализира таа историја на уметноста, може да се погледне дека тенденцијата на уникатноста на едно парче на мебел кое што порано била примарна и била сама за себе, дали била вградена или слободно стоечка во просторот, сега се заменува со таа претходно спомната индустриализација и повторувачкост и омасовување на самото производство. Уникатноста на мебелот во денешно време, поготово кај плочестиот материјал, се повеќе се гледа во реализација и на самите желби на клиентот. Значи, повеќе се оди сега на детална изработка, бидејќи самата изработка кај масивот конкретно бара рачна изработка, уникатност на самиот производ. Плочестиот мебел со примена на новата технологија, CNC машини, рутери, кои што го изработуваат истиот, кои што му даваат финалност и обработка и на медијапанот конкретно, таа поента ја потенцираат на одредена боја, на одреден детал, да се фокусира, бидејќи не може како волумен тој да се истакне, се третираат одредени споеви, ивици, агли, концепт на самиот простор, например, да се истакне одреден ѕид со одреден дизајн или одредена боја. Значи, и самата тенденција која што ја налага новата технологија се одразува директно и на современите тенденции во самиот дизајн. Инаку самиот дизајн како себе е повеќе слоевитост, има повеќе слоевитост во себе и го отсликува своето време. Иако имаме, например, некои анахрони моменти во самиот дизајн како што е ретро стилот, тој има тенденција во последно време да се враќа повторно. Тоа го имаме и значи во нашата палета на производи, може да се види значи со самата изработка и третирање на ретро детали и на враќање на самиот финиш на натурот, значи финишот на дрвото, некако со таа анахроност се враќа повторно и се надополнува денешниот современ дизајн, кој што во текот на времето, значи флуктуира од една во друга, меѓутоа секогаш има некоја нишка. Значи, ако порано имало заедничко боја и форма, сега се надополнува со современ оков, значи со секое свое време си носи одредени специфики. Плочистиот мебел, зависно од дизајнот, е одлично решение за уредување на современите интериери и одлично се вклопува во повеќе стилови на уредување на просторот. Еден од нив е се повеќе актуелниот минимализам. Минимализмот секако е многу присутен во денешно време. Тој пред се потекнува од некој јапонски минимализам, да кажеме, кој што е применет во нивната култура е ткаен, кој што пред се означува прочистеност на просторот, каде што се максимално оттргнати деталите и на нивна сметка е максимално искористен просторот и поделен по функции. Тоа исто во денешно време се отсликува. Свесни сме на исто така се присутна тенденција на денешните простори да се осветлуваат, да бидат осветлени со големи прозорски отвори, на сметка да се потенцира малиот волумен. Единствено може би да се истретира со некој одреден мал детал на умешно извајано некој дело на уметничко, лустер, значи канделабра, без разлика, која што се надополнува, која е некоја применета уметност. Инаку самиот стил секако е пред се прашање, примерно прашање на самиот клиент, на неговиот стил на живот и го отсликува секако неговиот стил на живот, а ние како архитекти сме тука да му помогнеме тоа да се артикулира соодветно.
меѓу овој мебел и просторот каде редовно ќе се собирате, особено за празничните денови кои ни предстојат, местото каде што се собира семејството, каде што се случуваат најубавите спомени, трпезаријата, местото на вкусна храна и на убави разговори. Како да ја уредите, дознавате во продолжение низ разговорот со нашите стручни соработници од Home Concept. Поживете во нашто следува. За трпезаријата навистина може да се каже дека го представува срцето на домот. Затоа е и важен амбиентот за сите оние кои живеат во неа. Дополнително со својот дизајн, функционални и естетски карактеристики може да остави посебен впечаток кај сите оние кои го посетуваат вашиот дом. Поради бурниот начин на живот ретко уживаме во оброците во трпезаријата, но секако може да го организирате така што престојот во неа да биде посебно задоволство. Без разлика дали трпезаријата во вашиот дом е посебна просторија, интегрирана во кујната или дневната соба, со вистински совет можете да ја уредите така што ќе биде навистина функционална. Стилот на мебелот во трпезаријата го изразува вашиот собствен вкус и ја одредува вашата личност. Удобноста и убавината се задолжителни, но сепак има слободна интерпретација за тоа што ве привлекува и тоа што е во тренд. Инспирација може да најдете насекаде во природата, во вашиот омилен музички стил или омилен сликар, во бојата што ви се допаѓа или што ви одговара и така натаму. Имајте на ум дека црната ја прави просторијата потесна, додека белата визуелно поголема. Црното предизвикува елеганција и стил, палетата во бела, беж и сива боја е поврзана со финеса. Црвената боја е многу возбудлива и го енергизира просторот, додека повеќето луѓе ги смирува зелената и сината боја. Во просторијата секогаш може да додадете живи акценти во природните бои и тие даваат многу свежина. Ова е она што го дознаваме низ разговорот со нашите стручни соработници од Home Concept. Тие велат дека централен дел на трпезаријата е секако трпезариската маса. Кога го бирате ова парче мебел, потребно е да обрнете големо внимание, бидејќи трпезариската маса е првото нешто кое паѓа во очи на оние кои го посетуваат вашиот дом. Нема правило при избор на модерна и современа и истовремено практична трпезариска маса, е она што ни го кажа во Home Concept, но секако дека улога игра стилот кој го негувате во вашиот дом. Можете да одберете масивна трпезариска маса изработена целата од дрво, која ја представува чистата класика. А исто така може да одберете нешто што ќе биде во потполна спротивност од ова. Во зависност од просторот со кој располагаме, може да одбереме и трпезариска маса, која ќе биде округла, која можете многу лесно да ја прилагодите во вашиот дом, односно во трпезаријата. Најдобро е да се постави маса во средината на собата. Исто така, запомнете дека трпезаријата треба да биде многу добро осветлена. Мора да се обезбеди соодветно струење на воздухот. Доколку не се исполнат овие услови, ќе биде невозможно да се обезбеди соодветна енергија. Поставете рамномерен број столови покрај масата, па ова ќе обезбеди среќа во вашиот дом. Запомнете дека треба да имате само толку столови колку што има луѓе во семејството. Трпезариските столчиња се многу повеќе од нивната функција. Во зависност од нивната форма и големина, сепак тие го заземаат главниот дел од просторијата и од кујнскиот простор. За нив повеќе во некој од наредните изданија на Квадрат. Зошто Home Concept? Затоа што нудат детално изработени проекти за целосно уредување на секаков вид објекти. Вложувањето, иновациите и организираноста се нашиот успех во креирање на вашата приказна. Ваш дом, наш концепт. Home Concept. Мебел од најдобрите турски брендови. Модерен дизајн кој го прочистува воздухот од PM2,5 и PM10 чистички. Полен го редуцира чадот од цигари, бактерии, вируси, хемикалии. Веникс МК за здрав живот и чист воздух. Како во сон чекорам, по мојот пат, кон совршена удобност. Софа Студио, мојот свет.
Со оваа тема и овие идеи кои се надевам дека ќе ви бидат корисни, завршуваме уште едно издание на Квадрат. Искрено се надевам дека уживавте во него. Ви благодарам на вниманието и овој пат се гледаме наредната недела. До тогаш реализирајте се она што сакате да реализирате и што го научивте од денешниот или од некој од претходните изданија на Квадрат. Ви благодарам што бевте со нас. Се гледаме наредната недела. За сега пријатно.